Да се разбереме. Дали знаете дека сите од вас, за разлика од скопските педери како ги нарекуваат своите жени? Курви. Како? Која ќе се налутат. Сите жени се курви! Сите глумици, ТВ водителки, новинарки се курви. Ако не се курви, како ќе знаеме за нив? Сите. Курва ви е она која што има дома бебиситерка и ги чува децата. Курва е секоја она која што оди на пазар редовно. Курва е секоја она која што ги чува децата, се буди ноќе од сабајла, педеров да не изеви кајде стани, молим те за детето заврши работа. Курва ви е секоја она која што која ќе се разведе, му бара алиментација на тој бившиот, и оваа ви е мега гига курва. За овој може да и се дере, за тебе ти се парите гачи да купуваш. Ова ви е мега гига курва. Курва ви е секоја она паметна која што знае да прочепка по неговата приватност, нели сите мажи кои ќе му ги чепнете телефоните, дигнете раце жени што викат: "Пушти ми го телефонот, тој е мој!" И не ви дава да дзирнете ништо. Они имале своја приватност, ние имаме наша безбедност. Оти нивните им се златни, нашите се пага. За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 употреби. Затоа, курви ви се сите оние домаќинки кои што редовно одат на родителска, перат, пеглат. Овие па ви се најопасни курви, да ви кажем право. Со нив никогаш не си на чисто, ти не можеш ништо да им најдеш. Не можеш мана да им најдеш. Курви се сите оние кои што стануваат редовно секој сабајле во 7, спремаат деца за школа, му варат кафе на Торко Торковиќ и го испраќаат. Имате... Благодарам многу за ова курва, многу е добро. Курви се сите директорки у Македонија. Па мислам, ако не се курви, како станеле да бидат директорки? А они што се директори нема везе, нели? Тога шо прават они? Негде, Курви се, па тие добри глумици што се, тие се мега гига курви. Па тие да не се курви нема да може да запамтат текст, нема да може да играат во театар, нема да може да ги викаат на интервјуа, тие ви се мега гига курви. Многу сакам вакви курви. Многу, што се паметни, што знаат се, што знаат да проценат кој е скопско педерче. У Македонија, луѓето погрешно мислат дека педерот 3 пути се станува. Тоа не е точно. Еве, јас станав педер уште од првиот пут. Ама јас сум роден да бидам педер. Ама има некои што не се раѓаат као педери, туку стануваат такви чекор по чекор. Да кажеме у 100 чекори. Кога ќе станеш геј у толку чекори, тогаш куршу не те дупи, сабја не те сече. Ама затоа, ЕУ те дупи, НАТО те дупи, а ДУИ те сече. Инаку јас сум се родил под многу интересни сомнителни околности и тие околности некако ја одредија мојата геј судбина. Уствари, јас 2 пати се родив. Мајка ми, знам, беше била трудна, ја не знам, него била трудна, ми кажувале, тамо негде 8,5 месеци, било зима, се враќале со татко ми од гости, не работел лифтот, целет пешки да се качуваат нагоре, и некаде на 10-тиот кат на мајка ми бука во дењакот, ја фаќаат болови, легно е тука на скалите и почиња да ме пораѓа. Татко ми у паникат се трчал на 12-тиот кат кај што сме живееле да се јави на брза помош. Се јавил на брза помош и се симнал доле кај на мајка ми на 10-тиот кат кај што се пораѓала да земе како секој добар сопруг и дошол кај неа и почнал онака баш да ја бодри.
Диши, пичка ти матерна! Диши на мајка ти у пичката! Диши ко ти ви... И овака така, пошто ја бодел сопругот, шлах се напнала, ме катапултирала, татко ми ме фатил у јаце. И ко ме видел таков целиот мусав и крвав, се исплашил многу, а брзата помош ја немало, го фатило паника да не настинам. И замислете, наместо да ме... И решил да ме врати таму од кај што сум дошол. Арно ама, у паниката, наместо да ме врати на мајка ми пичката, тој бутал и ме набутал у она погрешното место. За малку ке сум се угушал. Сега дошле овие од брзата помош и ме извадиле. Ете така 2 пати сум се родил. И бидејќи сум се родил како здраво дете, доктори ве рекле, добро, носете си го детево дома, и ме донеле одма дома на 12-тиот кат, мајка ми ме легнала, сите заспале, мајка ми уште била будна. И некаде околу 12 часот дошле 3 наречници да ме даруваат, да ми ја проречат иднината. Ама дали бидејќи сум излегол вториот пат сум се родил од тоа погрешното место, наречниците не биле жени, туку мажи, депилирани во танга. Се викале ја пешко, ти пешко и тој пешко. И прво ме зел овој првиот, ама јас сум вриштел, и овој ко сум вриштел ме дал на вториот. Јас не сум престанал со вриштење, овој ме дал на третиот. И третиот ко ме зел, јас пошто не сум престанал да вриштам, рекол, колеги, малиов ќе биде откол накол. После ме зел овој вториот, и пошто ја не сум се смирувал со вриштење, само ме штипнал за газето, и како ме штипнал, ја одма сум престанал. И тогаш овој вториот рекол, колеги, малиов што ќе биде откол накол ќе биде, ама ќе биде и чути си, трај си за газа да те штипна, дај си. На крај ме земал пак овој првиот, како ме земал, јас сум го земал средниот прст, сум си го путнал уста и сум го цицнал и сум заспал. И тогаш овој првиот рекол, колеги, малиов ќе биде и мижи путај. Мајка ми го слушнала пророштвото на 3 мажи наречници, ама не сакала да му каже на татко ми, зашто знаела татко ми каков ден нормален и дека нема да биде многу среќен. Арно, ама зборовите од тоа пророштво после изгледа се овистинија. Само требаше да дојде денот за тоа. А првиот знак дека пророштвото ќе се овистини беше кога имав 12 години. Си дојдов дома, целиот уплакан, му викам на татко ми поправо ме виде уплакан, ми вика, што е бе, што ти се случи? Му викам, тато, едно другарче умало ми рече дека сум педер. Што збориш бе, вика татко ми, ти рече дека си педер и што направи ти бе, го удри со бокс? А ја му викам, го удрив тато со лепезата на мама. Леле, татко ми, која сбесна тука, се шеташ со лепезата на мајка ти по град, па ти дали си нормален, па што не се шеташ со нож и пиштол, ко што се шета секој нормално дете у држава, ми се шета со лепези, после плачеш кога ќе ти речат педер еден манастирски. И татко ми од тогаш онака малце почна со страв да ме гледа. И за да не застранам јас, за да не станам обратен, што направи? Реши да ме запише на некој машки спорт. Да тренирам за да станам пичкин душман и наместо педер.